Здраво на сите. Изминативе 2-3 години на Канал 5 направивме повеќе репортажи не само за ѓубрето кој што го покажуваме цело време, туку и во каква лоша состојба се сите оние објекти кои што се многу важни за државата, оние што имаат национален интерес, оние објекти што треба да символизираат државата. Тука мислам за министерства, собрание, влада, факултети, библиотеки и така натаму, институти. Сакам во неколку минути да ви покажам каква е за жал ситуацијата кај нас и со ѓубрето и со општиот распад на дел од овие институции. Моментално се наоѓаме пред Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во центарот на Скопје. Практично е нашата најголема, ако не се лажам, библиотека. Меѓутоа, тоа што се случува пред неа, поготово делов што е за дигитализација, што практично е најнов дел, е најблаго речено поразително. Вака изгледат скалите. Ова е човечки измет, за тие што имаат дилеми. Комплетно се е образната со трева. Библиотеката, дворот. Највисока научна установа. Погледнете. Ако за некој ова нормално, овој споменик тука е споменик за сите оние кои што настрада во Скопскиот земјотрес. Погледнете ја почита која што ја даваме. Овој споменик кој што е ишкртан е од револуционерот Пере Тошев. Позади него човечки измет. Овој голем херој покажа како македонецот востаник треба да умре за слободата на својата татковина. Еве го нашето фала кон него. Тоа е тоа нашата генерација што го дава. Сега ќе го однесам преку улица да видите еден друг споменик и каква е состојбата на тој споменик за разлика од овој. Од оваа страна Пере Тошев, снимен го видовте, многу ме жалува што ќе го кажам со измет посипан. Меѓутоа, од другата страна го имате ова. Споменик на Хасан Приштина. Еве го споменикот. Околината нема тука измет. Тука имаат свеќиња, зелени, негувани, со зимзелена жива ограда и од оваа страна. Навечер е осветлени, ги гледате рефлекторчињата. Еве го. И многу ми е жалува што ќе го кажам, меѓутоа мислам дека треба малце да почнеме и да учиме. Како може да сме разнодушни и толку да не се го почитуваме своето во сопствена држава, овај кој сме биле ни под окупација, вака не сме се однесувале за своите работи. Просто срамно. Објектот позади мене сите го препознавате. Меѓутоа, како државна телевизија, како објект што треба да биде најсреден во државата, еве му го дворот. Македонската, култната македонска радиотелевизија, националната гордост. Додиме и до факултетите. Науким практично нема празен контейнер, сите се преполни со ѓубре. Внатре сме во кампусот на факултетот, а во еден од контейнерите фрлено или закачано и знамето на универзитетот. Која символика? Секој универзитет си има своја спортска сала, да ја видиме како изгледа таа на нашиот најголем универзитет во центарот на Скопје. Брадата искршена. Тука стакла е се. Погледнете. Ова луѓе е платено се со наши пари. Ова изгледа ко Чернобил. Серијни, ако сте ги гледале, е така изгледа во 30 кусур години независна Македонија. И ова вака се стои со години. Ова е државен имот. Ова е нашиот најголем универзитет за кој што жалиме зашто испаднал од сите можни листи шангајски. Ова е просто неверојатно.
како можат надлежните со ова мирно да се живеат, тоа е просто неверојатно. Одиме на следна локација. Дојдов од другата страна на зградата на УКИМ и за ова ми реагира и повеќе професори тука што предаваат и сега ќе ви кажам зошто. Затоа што место најсреден дел од градот ова да биде, каде што се образува нашата младина, каде што се гради оној дел од нацијата кој што ќе треба да повлече напред, што учи во вакви услови и што е опкружен со диви депонии. Еве го факултетот. Видете што има тука. Кауч, табуретки, ѓубре си фрлал, дупнат базен, плочки, просто неверојатна гледка на непосредна близина на највисоката образовна установа во државата. Ова е просто неверојатно. Значи депонијава е огромна и тука очигледно бидејќи обрасна со тревеси постои веќе долго време. Погледнете, ова е практично во центар на градот. Граница на општина Центар и општина Чаир. Стварно ќе биде долга и тешка борбата со самите себе. Кажав дека ќе мора да ја добиеме, да биде ова почеток на нешто поголемо што заеднички ќе го направиме. Имаше многу реакции зошто сега да го снимаш само центарот на градот, бидејќи од тука се почнува. Не знам, и индијанците кога правеле село, поглаварот, цртичка еднакво владата или собранието, секогаш биле најголеми објекти, тука било најсредено. Така треба да биде во секој град. Каде да отидете центарот на градот, државните институции се тие најуредените, бидејќи тие отсликуваат државата практично. Ако тие се во катастрофална состојба, што остана за понатаму? Школски пример за тоа е секако Македонија, бидејќи тотално ни е распаднат центарот на градот. Ужасно ни изгледаат државните институции со ретки исклучоци. Значи така ќе биде и се останато. А тоа е практично што изминативе години заборавивме вистински да си ја сакаме државата, заборавивме што значи тоа љубов кон државата. Значи не е љубов не секој 3 минути да се колнам во Македонија. Значи љубов кон државата е да се грижам за тоа што е наше и заедничко. Тоа е најголемиот проблем што не знаеме да се грижиме за нашето. Ја целиот имот што го посетувам дома во станот, столчиња, маса, едно друго, тоа е лично мое. Меѓутоа кога ќе излезам во дворот, кога ќе излезам на улица, тоа е сето наше. А со тоа е и мое. А ние тога не го сваќаме. Тоа ни е во нашата психологија. Не знам како да ви кажам, од кога сме биле уште од мали, мајките чаршафите од кај што сме ручали ги треселе од прозор. Тоа и ние сме го правеле. Значи тоа ни е во кодот. Зошто го тресеме? Заради тоа што тоа надвор веќе не е мое. И тоа ни е во чипот во главата и додека тој не го промениме, нема ништо да направиме. А кога тоа стварно ќе го промениме, тогаш ќе почнеме вистински да разбираме зашто е корупцијата лоша, зашто тие што прават криминал во оваа држава се предавници, треба да одговарат како предавници на нашиот македонски народ. А за тоа да ни се случи, ќе треба првен да се исчистиме. Тоа е основното. Не знам како да ви објаснам колку е тоа важно, како некој дете кој што сакаме да го пратиме да свири виолина со другите европски музичари и викаме бе нашето дете добро, не е толку лошо, знае да свири и ни го враќат и ни викат испуширајте се го првен детето пошто ви смрди. Моментално срцето на државата, центарот на градот и се околу смрди. И нема поблаг, и се извинувам вака што го кажувам, нема поблаг збор како тоа да се каже. И додека тоа не го промениме, не можеме ништо друго да бараме. Тоа е нултата точка од каде што треба да почнеме. Тоа е производ на еден општ регрес што ги имам последниве 30-40 години, на еден антисистем кој полека не јаде и уште еднаш ќе повторам, или ќе го победиме тој антисистем или тој ќе не победи нас. Секој колку што може во својата бранша, секој на своето работно место. Да почнеме чипо да го менуваме. Фала ви, се гледаме.